Киро Глигоров, првиот македонски претседател, одбил $100 милиони за промена на името, стои во декласифицираниот документ од Американската разузнавачка агенција ЦИА. Глигоров ја надгледува кампањата на неговата република за добивање меѓународно признавање. Тој изрази екстремно разочарување од одлуката на Европската комисија да ги поддржи грчките приговори за името Македонија. Тие изјавија дека и покрај големата економска потреба на Македонија, Глигоров одбил приватна понуда од грчки представници за $100 милиони помош под услов името да се промени. Според документот, понудата му стигнала од грчки представници, а на условот да прифати промена на името за да ги земе парите, Глигоров одговорил дека никогаш нема да го стори тоа и оти грчките барања се целосно неразумни. Во документот Глигоров е опишан како почитуван државник, ветеран и реформатор. Постојано работеше на балансирање на конкурентските сили во неговата република и низ целиот Балкан. Стои во извештајот каде го опишуваат и како мудар стар лисец. Дополнително се наведува дека додека регионот тонел во крвопролевање, Глигоров успел да маневрира помеѓу жестокиот грчки притисок и заканата од Белград и внатрешните тензии во однос на албанците. Регионално, Глигоров имал предпазлив став кон Белград, иако се обидувал да одржи комуникација со лидерите на бивша Југославија. Ги отфрли обидите на српскиот претседател Слободан Милошевиќ да го натера да формира асоцијација со југословенската држава доминирана од Србија. Тој не му верува на Милошевиќ и ги смета него и хрватскиот претседател Фрањо Туѓман за одговорни за југословенската криза. Глигоров според извештајот верувал на југословенскиот премиер Милан Пањич за формирање Балканска унија, која треба да ги опфати Грција и Турција.